Ви благодарам на прашањето. Почитувам пратеник, јас за вашиот начин на комуникација ви имав одговорено пред неколку седмици на пратенички прашања и на тоа ќе можете да се подсетите од она што е достапно и во стенограмите и на YouTube каналот, секогаш кога за тоа ќе посакате потреба. Второ, вие поставивте две прашања и дадовте еден коментар. Во однос на првото прашање, за тоа како јас сум се однесувал кон министерката за одбрана, јас прво за министерката за одбрана имам исклучително високо мислење, кое што е базирано на повеќе причини. Прво, таа управува со Министерство за одбрана на земја членка на НАТО и тоа управува на начин кој што е оценет со највисоки оценки од сите земји членки на НАТО и од нашите стратешки партнери. И тоа може да се види во сите извештаи кои што се наоѓаат во Централата на НАТО во Брисел, но и во Министерството за одбрана на нашите стратешки партнери. Второ, таа управува со Министерство за одбрана, кое што од сите земји членки на НАТО најбрзо ја има направено воената интеграција во системот на НАТО. Трето, има изградено највисоко ниво на доверба и односи со земјите членки и со стратешките партнери, за што сведочат и одлуките кои што тие ги носат, а меѓу кои што последната е финансиска помош од Соединетите Американски држави во износ од $80 милиони за Министерството за одбрана. Само да споредам, Министерката за одбрана има со својата работа доверба изградена и со својата професионалност добиено за државата $80 милиони во исто време кога вашата партија блокираше кредит со најповолни каматни стапки во услови на финансиска криза од €100 милиони од ЕБОР. Значи, тоа е разликата. И затоа, кога кажав да стане во салата каде што имавме трибина, Министерката за одбрана, тоа беше за да можат сите присутни на трибината, граѓани, да ја одадат почит што тоа и се случи со громогласен аплауз кој што вие никогаш нема да можете да го добиете во живот. И дополнително што Министерката за одбрана своето високо ниво на професионалност и доверба во земјите членки на НАТО е потврдено со тоа што таа има највисоко ниво на безбедносен сертификат за НАТО. Такви сертификати има само два. Такви сертификати има само два во владата, едниот е на Министерката за одбрана и едниот е мој. И на крајот, второто прашање е дали ќе поборам нејзина одговорност? Не, затоа зашто таа е еден од најдобрите министри кои што го има владата и еден од најдобрите министри за одбрана во историјата на нашата држава. И на вашиот коментар кој што го кажавте, не можете вие да кажувате реченица од типот стани Слављанка или било кој друг, затоа зашто таа реченица јас сум ја кажал. Она што вие можете да направите е во стилот на вашите колеги од вашата партија што го прават. А тоа е да седнете да украдете микрофон, како што тоа го прави председавачот на градот Скопје, или како што го правеше друг пратеник тука во собрание, или како што го правеше вашиот бивши председател. Тоа можете да правите зашто тоа личи на вас. Тоа не личи на мене. Или да се најавите гостин кај самиот себе, пратеникот Ковачки, да дојде на гости кај пратеникот Ковачки, како што вашиот председавач на Совет во Скопје оди на гости кај председавачот на Скопје на градот Скопје. Со тоа ви дадов одговор на сите прашања, ви благодарам за прашањето.